Благодарам за одговорот, но повторно не јасен одговор. Повторно недиректен. Што јас знам или не знам, тоа е моја работа. Не бидете нервозен, Ковачевски. Полека. Одговорноста доаѓа. Дали ќе бидете вие нервозен или смирен, тоа е емотивна состојба која што си е ваше лично право. Дали ќе има одговорност или не, тоа е право на јавноста. Не бидете нервозен. Скандалот го извади опозицијата и од тогаш скандалот почна да биде актуелен низ медиумите. Сте ќутеле. Една година сте ќутеле на очигледен скандал во кој што се вмешани владени функционери од ДУИ и СДСМ, меѓу кои и актуелни пратеници. Сте ќутеле, Ковачевски. Сања Лукаревска кажа дека има случај. Излезе на телевизија и кажа: ниту дали е така, вака или онака, излезе директоркава и ви кажа дека има случај. Да не беше опозицијата, Драги Рашковски немаше да биде сменет. Мухамед Зекири немаше да биде сменет. Ден Дончев немаше да биде сменет. Лидија Димова се уште ќе даваше илјадници евра на фризерници во онаа агенција злоупотребувајќи европски пари. Во оваа држава кој е обвинителство, Ковачевски? Оној Јовевски што го предложивте за уставен судија, каде што во држава кадијате суди, кадијате тужи, па вие сега нас ќе ни кажувате, обратете се вамо или онамо. Ковачевски, на крај една работа. Опозицијата беше многу фер и многу коректна. Го соопшти случајот пред јавноста и од тогаш јавноста почна да врши притиск, па почнавте со оние ваши непопуларни оправдувања, се води истрага, да не ја загрозувам истрагата. Јас уште еднаш ќе ви го повторам ставот на опозицијата кој што е упатен и адресиран до обвинителството и до вас. Не се обидувајте да го затачкате овој случај. И доколку овој случај не го расветлите до последен пипец на тој популарно наречен ваш добро познат Октопод 2.0, опозицијата ќе излезе и ќе ги соопшти и имињата и сите работи. Затоа ве молам да се расчити со ваквите криминални случаи, излезете на јавноста, дадете ги одговорот. Кој се дрзнал да проневери 30 милиони евра од управата за јавни приходи и зошто досега никој не реагирал и покрај тоа што сноси командна одговорност и е директно под злоупотреба на службената должност. Тоа треба да и се каже на јавност. Ви благодарам.